nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Krvta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči se. Što mi treba je tvoja ta pregratka, prosti mi oče, grešev pred tebe i pred nebo to se. Što mi treba je tvoja ta pregratka, prosti mi oče, grešev pred tebe i pred nebo to. Tatko moj, zboruj deneska niz mene, neka tvojata sila, tvojata ljubov, tvoj duh, tvojata milost zboruva. Ti zboruj niz mene, deneska zboruvame Luka 8. glava, ženite Isusovi sledbenički. Od životo slovo Isusovo, koje se ovoploti stana telo, dojde na земјата, да ни го покаже патот на љубовта, да ни покаже како да исполниме единствената заповедта на љубовта, да се љубиме еден со друг. Потоа тој одеше по градовите и селата. Исус одеше по градовите и селата, не седеше затворен во цркви и деноминации, да пее песмички, да се дружат сами со себе си, проповедувајќи и благовестувајќи го Царството Божјо, а со него беа 12 мината и некои жени што беа излекувани од демони и болести, Марија наречена Магдалена, од која беа излегле 7 демони, и Јоана, жената на Хуза, настојникот Иродов, и Сузана и многу други кои им служеа, пазете, кои им служеа со своите имоти, кои им служеа со се што имаат. Служење подразбира се што имаш да служи за Исус. Твоето тело, твојата душа, твоето семејство, твојот имот им служеа со своите имоти, со тоа што го имаат. Служење на Исус, твојот имот има смисол единствено ако служи за Исус. Не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓат и каде што крадците ги подкопуваат и крадат. Туку собирајте си богатство на небесата, каде што ни молец ниту рѓа ги јаде, ниту крадци ги подкопуваат и крадат. А кога се насобра многу народ и кога жителите од секој град доаѓаа кај него, кај Исуса, почна да исцелува, рече во парабола: излезе сејач да сее семе. Познавам еден сејач, сее семе. Додека сееше, едно падна покрај пат и беше изгазено и птиците небески го исколваа.
а друго падна на камен, па штом никна се исуши, зашто немаше влага. Едно пак падна меѓу трње и израста трњето па го задуши, а друго падна на добра земја, на добра душа и кога изникна, донесе стократен плод. Слава ти, Господи Исусе Христе, откако го рече ова извика, кој има уши да слуша. Пазете, уши да слуша, метафора. Што значи да го слушаш Исусе? Добро прашање. Кој има уши да слуша, нека чуе. Значи тој вели слушате, а не слушате. Не чувте. Гледате, не видовте. И со срцето да разберате, да се покајат. А учениците негови го прашаа велејќи што значи оваа парабола. Значи учениците на Исус не го разбираат што зборува тој. Тие се со него, го познаваат, го гледаат и не го разбираат. А денеска некои луѓе дојдени, ќе го прочитаат Светото писмо и толкуваат. Знаете, кога ќе го земете ова живо слово, вие застанувате пред семокниот Бог. Дали знаете што значи тоа да застанеш пред Исус? Да молчиш пред Исус, ќе видиме понатама. Учениците негови го прашаа што значи оваа парабола, а тој рече, вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Божјо, а на другите ќе им се проповеда, зборува во параболи. И затоа не го разбираат Светото писмо, затоа се поделени во деноминации, затоа имаат доктрини, затоа осудуваат, затоа немаат љубов. Ке им се зборува со параболи да гледаат, а да не видат. Да гледаат, а да не видат. За кого се однесува тоа? И да слушаат, а да не разберат. Па се разбира за тие што не се во Исус, тие што не се предадени сосем во Исус. Тој го чита Словото со ум, а нема љубов. Нема љубов. А Бог е љубов, Исус е љубов. Исус зборува за љубов, Исус никого не осуди, ти осудуваш. Исус прифаќаше сега, прифаќаше Божјата волја. Исус не зборуваше од себе, а ти зборуваш од себе. Исус зборуваше тоа што го зборува таткото низ него. Тоа е состојба на христијанин. Оваа парабола значи семето е Словото Божјо. Ние сме сејачи, не сме жнејачи. Бог е тој што ќе жнее. Она што падна покрај патот, тоа се оние кои слушаат, но потоа доаѓа ѓаволот, им го зема Словото од срцата нивни. Им го зема Словото од срцата нивни. Пазете, кражба, за да не поверуваат и да не се спасат. Од срцето им го зема. Срцето треба. Срцето, пазете. А она на камен, тоа се оние кои ќе го чујат Словото, со радост го примаат, но немаат корен. И веруваат некое време и во време на искушенија тие отпаѓаат. Почува некој проблем, забораваш на Бог, одиш, трчаш, бараш помош, одиш по лекари, одиш таму. Не, прво застани пред Исус и праша, Исусе, помогни ми. Исусе, помогни ми. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Тоа што падна меѓу трње, се оние што го слушаат Словото, но откако ке заминат се гушат во грижи, богатство и наслади од овој живот. Од овој живот што го живеете сега. И немате многу време, и не донесувате плод. А тоа што падна на добрата земја, на добрата душа, во добро срце, се тие што го слушаат Словото и го чуваат во добро и чисто срце. Го слушаат Словото и го чуваат во добро и чисто срце. И донесуваат плод со трпение. Например, трпеливо поднесувај навреди. Штом го рече тоа извика, кој има уши. Тоа е метафора. Да слуша, нека чуе. Никој не ја поклопува во сад свеќата што ја запалил. Дали сте запалиле свеќа за Исуса Христа, ниту ја става под легло, туку ја става на свекник, за да ја гледаат светлината оние што влегуваат, зашто нема тајно што не ќе стане јавно, ниту пак сокриено што не ќе се разбере и не ќе излезе на виделина. Ќе дојде ден, се ќе се дознае. Па затоа пазете како слушате во срцето, во умот, како слушате. Зашто кој има ќе му се даде,
Што? Љубов. А кој нема, ќе му се одземе. И она што мисли дека го има, мислиш дека имаш нешто во овој свет, земја, куќа, стан, деца, жена, одеднаш заминуваш и немаш ништо, синко, одиш на местото какво, на местото на твојата љубов. Колку љубов си вложил, колку љубов имаш во срцето, на такво место одиш. Поминуваш низ оган, првата смрт, втората смрт, третата смрт. Кога умира смртта и кога ти се претопуваш во љубовта Исусова. Дојдоа кај него мајка му и браќата негови и не можеа да придат до него поради народот. И му јавија велејки, мајка ти и браќата твои стојат надвор и сакаат да те видат. А Исус им одговори, мојата мајка и моите браќа се оние што го слушаат Словото Божјо. Мојата мајка и моите браќа се оние што го слушаат Словото Божјо и го исполнуваат. И го исполнуваат. Што значи да го слушаш? Луѓето мислат, верата доаѓа од слушање на Божјото Слово. Во многу цркви се слуша Словото и луѓето немаат вера. Слушање на Словото е послушност на Исус. Послушност на Исус е да извршуваш заповедта да љубиш се, никого да не осудиш, да им простиш на сите, да се покаеш, да ги љубиш сите, да го слушаш Словото, значи да го слушаш Божјиот глас. Не ти што сакаш, не ти што зборуваш, да оставиш Исус да зборува низ тебе. Мојата мајка и моите браќа се оние што го слушаат Словото Божјо и го исполнуваат. Да го исполнуваш. Да го исполнуваш. Еден ден влезе тој во кораб со своите ученици и им рече да минеме на другата страна од езерото и појдоа. Него езерото позад мене. Додека пловеа тој заспа. На езерото се појави бурен ветер, водата навлегуваше и тие беа во опасност. Пристапија и го разбудија говорејќи, учителе, загинуваме. А тој штом се разбуди им заповеда на ветрот и на брановите и на водните бранови, тие се смирија, настана тишина и им рече, каде, браќа и сестри, каде е верата ваша? А тие се уплашија и се чудеа, каде е верата ваша, имате ли вера? Велејки си еден на друг, кој е овој? Неговите ученици се прашуваат, кој е овој што и на ветровите и на водата им заповеда и го слушаат, и пристигна во Гедаринскиот крај спротив Галилеја, кога излезе тој насуво. Пазете го сега, во момент го сретна еден човек од градот кој беше обземен од демони и долго време не облекуваше алишта, не живееше дома, туку по гробовите. Човек обземен од демони, денеска ги третираат со апчиња. Кога го виде Исус, викајки, падна пред него. Пазете. Демоните паѓаат пред Исус. Ако си ти во Исус и со Исус, комплетно си му предал се, демоните ќе паѓаат пред тебе. Ти ќе бидеш како Исус. Врви по мене, прави и ти така. И гласно рече, што сакаш ти од мене, ти Исусе, сине на Севишниот Бог. Демонот, демоните, ти се молам немачине. А Исус му беше заповедал на нечистиот дух да излезе од човекот, зашто долго време го мачеше. Го чуваа во окови и со ланци го врзуваа, но тој ги раскинуваше оковите и демонот го тераше да оди во пусти места. Исус го праша велејки, како ти е името? Знаете, ние не го гледаме духовниот свет и ние не можеме сами да го победиме сатаната. Потребен ни е Исус. Исус, водство од Него, водство од Духот, да му предадеме се Нему, тој да живее во нашето срце. Како ти е името, го прашува демонот, тој одговори Легион, зашто многу демони беа влегле во него. И го молеа Исус да не им наредува да одат во бездната. Тие знаат дека ќе завршат во бездната. Бездна, огнено езеро, бездна, паѓаш долу, отврлен од љубовта Исусова, од царството на духовите, паѓаш материјален свет. Пазете сега, таму по ридот пасеше големо крдо свињи,
го молеа да им допушти да влезат во нив и им допушти. Имаме свињата се враќа во калта, а песот на својата блујаница. Син човечки, имаме син Божи, син ѓаволски. Категорија свиња. Тоа е состојба, не е свиња. И откако излегува лошите духови од човекот, влегува во свињите. Свињата се враќа во калта. Оди, се молиш, се моли, се враќа пак во калта, се чисти, се моли, се чисти, се моли, да наплаќа таму исцелителна терапија, пак се враќа, пак и ништо круг. Земаш парија, бесплатно добивте, и давајте. Божиот закон на љубовта. Синко. И откако излегува лошите духови од човекот, влегува во свињите и крдото јурна низ стрмнината. Тоа не чека. Тие што сте без Исус. И се удави во езерото. Во кое? Во огнено езеро. Поминуваш низ оган, немаш љубов, согоруваш. Имаш љубов, ти гориш во огнот. Ти се претопуваш во огнот на љубовта. Свињарите, кога видоа што се случи, избегаа и раскажаа во градот и селата. Вашите водачи, пратеници, избегаа свињарите. Тие се тие. Свинство, кал. Песот се враќа на својата блојаница. И излегува да видат што станало, па кога дојдоа кај Исус, го најдоа човекот од кого беа излегле нечистите духови, како седи пред нозете Исусови. Тоа е категорија и состојба. Седиш под нозете Исусови. Се држиш тука за Исуса. Размислуваш околу Исуса. Го држиш во срцето Исус. За неговите нозе се држиш. Седиш до Исус, се допираш до Исус, паѓаш пред Исус. Го слушаш Исус. Послушен си на Исус. Како седи пред нозете Исусови облечени со здрав разум и се исплашија. А оние што беа видели им раскажаа како се излечи бесомачниот, сиот народ од Гадаринскиот крај го замоли да си оди од нив. Го замолија Исус да си оди од нив, зашто го беше опфатил голем страв и тој влезе во коработ и се врати. Човекот од кого пак беа излегле демоните го замоли да биде со Исуса со него, а тој му рече, Исус го отпушти велејки, врати се во домот свој и раскажувај, синко, раскажувај што ти направи Бог. Тој си отиде и расправаше по целиот град што му направи Исус. Слава ти, Господи Исусе Христе. Почина мојата мајка, имаше инфаркт пред 3-4 месеци. Тогаш ни рекол, има 89 години имаше. Јас замолив молитвената група. Се помоли. Лекарите рекоа готове на кардиологија, тај го извади инфузијата, стана си отиде. Потоа по извесен период пак падна, 3 дена не јадеше. Пак се јавив на молитвената група, имам една молитвена група, Исусови сотрудници, добри деца. Колку расте љубовта, толку расте силата. Пак се крена, пак стана, ја отпишаа веќе готово е. Станала, събрале си мија заби. И најнакрај веќе дента пред да почине бев кај неа, се молевме, таму има 2 жени, исто така се молиме, го примија Исус, пеја и плачеа, се откажаа. Слава ти, Исусе. Се покаја и рече, сакам да не можам повеќе, измачена сум, немаше сила од срцевиот удар. И реков, замоли го Исус да те земе. Го молам, моли го од срце, Исусе, не можам повеќе, прости ми, земи ме. Вечерта се помоли, да, јас се помолив дома, сабајлето во 6 ми јавија дека почина. Одам во 6 сабајле, одам да ја видам таму во домот кај што живееше. И само реков, Исусе, дали направив доволно? Дали? И еден глас, Божи глас, кој го слуша Божиото Слово, да го слушаш Исус во мои раце. Е сега. Ми речи, се затресов. Слава ти, Господе Исусе Христе. Знаете, ние сме овде привремено. Смртта не постои, нема тага, нема солзи, нема зашто да плачам. Го гледав мојот татко како заминува, со радост во очите. 3 дена не јадеше ништо, ги отвори очите. Смртта не постои, првата смрт го оставаш телото, оди со душата пред Исус, втората смрт поминуваш низ огнено езеро, третата смрт е кога ја убиваш смртта. Бидејќи ти си живот.
оставаш се земно и врвиш по Исус. Се претопуваш во љубовта. Те сакам, Господе Исусе Христе. Слава ти, Господе Исусе Христе, мир вам до Божјо царство небесно. Човеку, не можеш да живееш во овој свет без Исуса. Клекни на колена и кажи: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Се откажувам од злото, им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за гревовите на моите предци. Оставам се во Твоите раце, не јас како што сакам, нека биде Твојата волја. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Амин. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Прави ти така, брати и пријателе. Исус во срцата на сите. Амин. Во љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко небесен сум твој. Сине мој, јас татко небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш и не осудуваш. Сине мој, јас татко небесен сум твој. Сине мој, јас татко небесен сум твој. Крвта Твоја се пролеја на крстот, завет остави, облечи